Мир, спокој, почит, љубов и трпение за наше спасение. Со ваквата изрека денес штипјани се поклонија пред иконата на денешниот празник посветен на воведението на Пресвета Богородица во храмот во Ерусалим. Земне телевизија ти јавила дека денес е потребно да шириме љубов, наместо гнев. Според Библијата, љубовта е долготрпелива, полна со добрина, не завидува, не се превознесува, не се гордее, не прави што е непристојно, не бара свое, не се сради, не мисли зло, на неправдата не се радува, а на вистината се радува, се извинува, во се верува, на се надева, се претрпува и никогаш не престанува. Не, воведение на Пречиста Богородица во црквата. Од која важност е Богородица за христијаните? Па мајка на сите. Сите да имат мир, спокој, да имат разбирање меѓусебно. Тоа е најважното. Поштованјето, љубовта меѓу луѓето да се шири, да не се гнево шири. За многу години живи, здрави, Господ здрави на сите, мир и разум да имаме. Од голема важност како представничка и која ги пренесува нашите молби, нашите желби пред нејзиниот син Исус Христос. Па пораката, како што секогаш е во православието, пред се добри дела и вера во Бога и посета на Божите храмови. Нека за ново. Да, мајката на сите мајки. Се најубаво, среќа, здравие, радост, мир и берекет. И љубов, тоа, здравието и љубовта се најважни од се. А тоа е најважно, па вербата Господ дава се. И среќата, и здравието, и радост, и љубов, се Господ дава. Граѓаните додатно велат дека кога станува збор за помладата популација, речиси кај не верата не е присутна, па како што велат можеби тоа е причината за големте бројни успеси и падови. Денеска е многу слабо трпението. Љубовта е материјално. Нема го тоа едно време поштовање, љубов меѓу мајка, татко, родители, фамилија, семејството, да се почитуваат. И партнерот. Материјално се гледа на се. А тоа не е изговор, не е живото, материјалната страна. Се останува тука. Се останува, ние сме преодни патници. Не веруват, али не е убаво. Ние од деца сме одели на црква и ден денеска, ја го 72 години сам уште си одам и сакам да си одам. Децата не. Убаво ли се чувствувате да дојдете помолите се? Па како не, тоа е лек на душата. Ако си да, убаво е тоа. Тоа е благослов од Бога. Ако ја посетиш оваа црква е изградена за народ и народот треба да ја посетува. Секој си еме товари, кој нема товари, али тоа си Господ знае што треба, како треба. Ние, да. Ние сме должни Господ што ни дал и како ни даде, така ќе живееме. Инаку, според светото предание, Пресвета Богородица била представена во Ерусалимскиот храм како мало 3-годишно девојче од незините благочестиви родители, свети Јоаким и Ана, со цел да биде исполнет новиот завет даден на Бога.